Креативноста на децата со посебни потреби од Дневниот центар Свети Кирил од Скопје и нивните гости уметници денеска беше на увид на Кавадарчани. Беше отворена хуманитарна изложба на мозаици, цртани шишиња и чаши и слики. Овде се експонати од тројца уметници и од децата од Дневниот центар со посебни потреби Свети Кирил од Скопје. Овој карван почна од 2 април, денот на аутизмот, и продолжи во Штип, во Кавадарци, одиме во Ресен, Битола, ќе бидеме Тетово, Куманово, Охрид, и се надевам дека имаме понуда уште од неколку града, но ќе видиме како ќе се остваруваат по месеци, значи 2 до 3 доволно се изложби во месецот. Сакаме пред се свеста да развиеме кај луѓето и кај политичарите, малку повеќе да се осврнат за овие деца, значи да добијат повеќе права пред се, пошто тие не разбираат нивните родители, и барем ако може пола од средствата кои што се наменети за тие деца да бидат уплатени, за да може децата да поседуваат дневни центри, а не да седат дома во затворен простор, да не можат родителите, значи, да работат, и кога би биле згрижени, кога би има отворено повеќе центри за републикава и во секоја општина, не би било во ваков драстичен број, значи толку деца да седат затворени дома, родителите исто не можат да работат и доаѓа до тешка економска ситуација. Овде има дела, значи, од тројца уметници од Дневниот центар, значи има од Жижа Бејковска, значи таа е ментор на нашите деца во нашиот дневен центар. Штета што денеска беше спречен, инаку таа и црта. Овде се изложени пред вас изработките од Дневниот центар на чаши, кој што е ментор самата професорка Жижа Бејковска, има од Розе Мојсовска. Тоа е девојкава која што црта со уста и е меѓународно признаена. Позади мене се дела од Снежана Илиевска Шаци, која е пријател на децата од Дневниот центар, и таму се слики од нашите деца. Децата со посебни потреби сакаат љубов и внимание. Во нашиот центар постојано работиме со децата и имаме одлични резултати во нивниот развој, вели управителот на Дневниот центар Олгица Ѓоргиева. Во моментот има само 8 деца, до сега поминаат 42 деца, некои се иселени надвор од државата, значи имавме доста успех кај тие деца. 5 деца во моментот што се кај нас можат веќе да работат, без разлика што немат говор, значи тие примат наредба, работиме со ПЕКС метода и АБА. Се надевам дека веќе се запишани уште 3 деца од 1 јуни, секако завршува школската година, секоја година има повеќе деца, 3 години постоиме веќе, а 4 години здруженијето. Се додека не се развие свест кај луѓето, нема да имаме успех кај тие дечиња. Значи децата без разлика што немаат говор, тие разбираат све. Кај нас во центарот 5 деца зборувале, кои до 3 години, кои до 5 години. После тоа прекратува да зборат, се наоѓаат во некоја состојба која што никој не може да каже. Значи аутизмот е состојба, не болест, не за џабе рекле. Тие примат, нивниот мозок прима све, значи работат. Кај нас се школски деца претежно, единствен центар кој што работиме со школски деца, доаѓаат после часови, може да издржат 1 час до 2, па и 3 највеќе, најстариот дете издржува до 3 часа, а после тоа се задолжително работат, пошто имаме од физиотерапевт, логопед, психолог, педагог, значи комплетно, значи имаме 8 луѓе вработено и професор по декубаш им држи ваква и ликовна уметност, господја Жижа Бејковска. Децата се доста заинтересирани, значи работат навистина по 4 до 5 сата дневно. Многу е мала поддршката од државата за децата со посебни потреби, вели Ѓоргиева. Собственик сум на самиот објект, желбата беше на моја ќерка, таа е дете со посебни потреби, со успорен психомоторен развој. Имаше желба уште на своја 13 годишна возраст, изреволтирана од школа, затоа што децата се сурови нормално. Потешко зборуваш и ја праша дали еден ден ќе се научиш да зборуваш. Та толку повредена дојде дома и ми рече: зашто не ме роди ко сите нормални деца? Се извинувам. После тоа, значи, за краток период рече: јас кога ќе пораснам ќе направам училиште за децава, за да можат да се школуваат и никој да не ги повреди. Заврши 8 оделение, тоа беше нетината желба со 13 години. Кога заврши 8 оделение, се уште тешко зборуваше, почна да чита и да зборува убаво на 15 години. Заврши средно, после сакаше желбата и беше да се запише на факултет. Во моментот запишана е, се уште не е дипломирана, малку потешко, значи оди, затоа што веќе 4 години постои здруженијето, година дена работевме во домашни услови, 3-та година веќе отворен центарот, општината Кисела вода ни додели објект, стара школа која што беше напуштена 15 години.
Го реновиравме, го адаптиравме за условите, се идеални за тие деца, меѓутоа ни фала се уште многу работи, значи тие деца, ситуацијата како што е, тие дидактички материјали нон-стоп ни се потребни, значи обновување за тоа што се уништуваат. Меѓу изложените дела беа и сликите на Розе Мојсовска, сликарката која слика со уста. Таа е горда на своите дела и како што вели Божјата дарба. Јас сум пресреќна и презадоволна за мојата изложба, затоа што сакам да им докажам на луѓето дека и ние со посебни потреби и можеме да работиме на специфичен начин. Не, бидејќи така Господ ме создаде да цртам со уста и тоа ми прави големо задоволство, затоа што сум пресреќна. Јас многу одамна цртам, уште од 7 годишна возраст открив дека имам дарба за цртање, кога ми беа рацете оперисани. Тогаш беше еден ден на празникот 8 март и децата сите цртаа честитки. Тогаш и јас ми беше желба и упорноста ме натера да ја земам боицата во уста и нацртав цвет. Тоа ми беше првиот цртеж кога имав 7 години. Па да ви кажам, јас имам и надвор од земјата, имам во Швајцарија, имам Словенија, Бугарија, Србија, Италија, имам направено изложба, инаку сум член на уметници кои цртат со уста и нозе и од таму добивам стипендија за да станам еден ден професионален уметник. Видете, јас уште кога ја открив дарбата од 7 години, многу се срамував да се појавувам пред јавноста дека умеам да цртам. Но кога ја прочитав книгата Џони Ериксон, тогаш видов дека таа девојка е била здрава, но од скок на водата си ја повредила кичмата и така она не се срамувала да црта со уста. И јас викам, ете, Господ ме создаде да сум родена овака, со недостаток, па зошто да се срамувам и јас? Затоа што секој на секого има по некој хендикеп, без разлика какви сме. Ние сме сите различни, ама во душата имаме по некој хендикеп.